Добро вечер и добре дојдовте. Го започнуваме новото издание на Fairplay. Се надевам дека уживате во викендот и дека ние ќе допринесеме да имате уште малку поубаво попладне заедно со нас и со мојот вечерашен гостин. Би кажала, навистина е многу голема одговорноста, истовремено и честа што овој човек ќе го пречекам во мојата емисија, заради тоа што е еден од најпознатите спортисти во Македонија, ракометар, голема звезда на ракометниот клуб Вардар, меѓутоа и на светската ракометна сцена. Јас верувам во тоа дека публиката не го сака овој човек само заради неговите способности, капацитет и она што како игра го прикажува на теренот, туку и заради неговата енергија, харизма и една можеби најважна од сите работи која што се нарекува лојалност, заради тоа што веќе 9 години го носи црвено-црниот дрес, а скоро пристигна и официјално информацијата дека неговата соработка со Вардар ќе продолжи до 2023 година. Фановите на Вардар, фановите на ракометот, комитите, па мислам дека и неговите клубски колеги, најпослеве и јас, сум среќна што Тимур Дибиров и натаму ќе го гледаме во Јане Сандански и секаде каде што Вардар ќе настапува, па вечерва за ракометот, но и за други теми разговараме со него. Тимур, добро вечер и добре дојде, повели во студиото. Ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш мој гост. Фала и ти благодарам за поканата. Непосредно пред да го започнеме снимањево, веќе се официализира веста за твоето останување. Па, беше ли навистина неизвестно и беше ли тешко да постигнете договор со Вардар? Прва фала за честитки и извините за мој глас. После победе во Битала сум уште не добив да. него назад. Да, то беше нелесни преговори, може да кажем тешки, ама некако сега можем да зборим отворено дека ни за причини кои спекулират, не знам, во коментари или во јавност, ја многу сакал да пред да клуб да говори со мене соработка, да прва клуб стане постабилна на нозе и да имат можност да функционират како што треба, затоа што ние сме двете страни, и моја и страна на клубот сакале да биде продолжена соработка. Тој не е тајна и ние само да чекале момент кога можеле да лесно да даеме рака и да кажеме дека сега можеме да продолжуваме тоа што сакаме ние и прва да клуб ќе биде успешен, затоа што ние сме спортисти, знам дека малку егоистични и мислиме само за себе и за своје фамилии, ама ние сме мора да и разбираме дека клуб пред секој, тоа е нормално и јас од своја страна сакал да клуб прва се реше сите своји проблеми и после ќе разговарат со мене и сега многу сум среќен дека останувам и ќе продолжиме таму каде што застанем. Да, одговорот на прашањето што сите ти го поставуваа периодов, затоа што е стресе нашата јавност искрено со таа изјава. Затоа што многу видов неки како да ви кажам, неки пораки да ајде да собираме сите можности да Тимур остане. Не е проблем, беше неки финансиски аспекти, а проблем беше дека ние сме сакале да клуб функционира на ниво. Да не Тимур играт во Вардар, а Вардар да има Тимур, а Тимур играт во Вардар. Тоа мислим дека јасно е изразам тоа што сакам да кажам, дека клуб мора да биде амбициозен, клуб мора да сака да оди напред и тоа е важно. Твојата лојалност кон клубот мислам дека не е ни под знак прашање, затоа што 9 години не се воопшто малку. Има ли конкретна причина зошто откако нели заврши онаа златна ера, па поголемиот дел од звездите си отидоа, ти не се откажа, остана во оваа средина и кога беше најубаво, меѓутоа и кога беше доста тешко. Едноставно не рече толку си заминувам, ќе одам во некоја подобра средина, ќе одам во нов шампионски клуб.
Зошто? Прва, ја не сум човек кој плашет од трудности, ја не сум човек кој плашет од тога дека може би секоја година или секоја втора ти треба да почнеш од нула како проектот и трудности они е мој предизвик. И моја лојалност е таква дека места кое го дават тебе та среќа во живот, во твои успеси во спорт, ти не можеш да после предаш тоа. Ти не можеш да дозволиш, ти мораш секогаш да враќаш та доверба во тебе. И ја би сакал да споредим мој период во Вардар со брак, кога брак тој е многу тешко, успешен брак. Тој е многу тешка работа. По една страна треба да биде малку попушти, некој пат друга страна да балансират, ќе има многу среќа, ќе има проблеми, ќе има мали деца, големи деца и луѓе кои живеат во брак и луѓе кои многу среќни, они поминуваат не само happy days, такви среќни денови, они се соочуваат со сложности, ама кога ти поминеш сите тешки ситуации заедно, веќе твој брак толку крепак, како бетон, и ти можеш да веруваш во свој партнер и он тебе. Тако и ние сме со Вардар, кога ја озвучил таа одлука дека можеби тоа е моја последна сезона, ја секоја ноќ заспием и не можем да представим себе во дресо, не знам, да биде бела, жолта, сива, плава, зелена боја. Не можем да сфаќам како то функционира, затоа што тако поврзан. Ова е твојот идентитет на некој начин. Да, ја тако поврзан со овој клуб. Добро, ти кажа еден симпатичен израз happy days. Не мора да значи ако еден спортист е на врвот и прикажува добри партии, добри резултати, дека е психички вистина стабилен и среќен. Дали во твојата ситуација најуспешните денови за Вардар били за тебе најсреќни и најдобри, или имало друг период кога ти се чувствувал можеби подобро, не баш тогаш кога бевте шампиони со клубот? Знаете, 9 години што сум носен дрес на Вардар, го имав толку различни денови, периоди и многу голема среќа и многу тажност и тој е таков голем процес. Тој е цел живот спорт, не само терен. Тој е амбиции, твои нереализирани амбиции или обратно неки среќни победи или среќни периоди. Да ви кажам, секој човек гледат како успеси победи и како неуспеси порази. Не така доживеато спортисти. Сам момент кога од тебе луѓе очекуваат многу и ти не можеш то да даш на нив прва, не на себе. Тој тебе болит повеќе од нега што е обичен пораз или нешто такво. И јас би сакал да е млада генерација на спортисти, не кажем на ракетари, на прва да многу сакале таа работа што они прават, затоа што ако они гледат на спорт само преку неки материјални аспекти или аспекти на популарност, то нема да биде тоа што е искрена љубов, затоа што секој дете кога почне да се занимават било кој спорт, она не гледат или не размислуваат како да имат добра сметка, ја не знам, добра кола или добра куќа. Он среќен на тоа што он играт во таа игрица. И тие спортисти кои може таа среќа носат и понатаму во кариера, само они имат успеси. Ти рече дека ти е тешко или не можеш да се замислиш во друг дрес. Можеш ли да замислиш во иднина кој најсоодветно би те заменил тебе во Вардар на твојата позиција? Може би и од македонските играчи, затоа што сепак се радуваме, знаеш, кога македонци, како што е Столе, да речеме, се успешни во наш домашен. Да, ви знаете, јас разбирам дека
кога ќе дојде ден и кога ја заминам во пензија, не заминам од клуб, а заминам во пензија, ќе дојде момент кога дојдет нов играч на таа позиција и секогаш не го гледат преку моја призма, преку дали ќе биде достојна замена. Да. Јас би па сакал да тој играч кој ќе биде на моје место во иднина, не знам кога тоа се случи, да биде толку индивидуален, да можел да направи тоа дека за мене со години заборават. Ако не се случи тоа, ќе биде тешко на секој играч кој ќе дојде. Има луѓе кои способни тоа направат, ама се зависи од нив. Јас би не сакал да шпекулирам со неки име и презиме, затоа што не знам како се развиваат кариери на тие луѓе и како клуб гледат на нив, како на моја замена. Не е доволно само да играш добра. Вардар клуб кои сакат играчи за голема серце, после за тоа е предиспозиции за повеќе позиции заради тоа што и кај тебе тоа сме го виделе. И тука, ако ви памтите, поминала многу преку овој клуб, многу големи имени, не сите оставили и олимписки шампиони, и светски, и не сите оставили многу голема трага, затоа што не можеш да излажеш човек кој носи тука со години тие традиции, таа историја и така. Давид Девис кажа нешто во неговата изјава, дека иако имаше повреда пред оној важен надпревар со Еврофарм Пелистер, ти на своите играчи, на својата екипа си им испратил порака да не се грижат, дека ти сето тоа ќе го санираш и ќе излезеш да и помогнеш на својата екипа. Имало ли и други такви ситуации каде што си жртвувал навистина многу, да речеме од своето здравје, од своето време и така натаму во името на тоа што клубот треба да го постигне? Тоа беше тајна нормална пред надпревар во битала за шампионска титула. Ја имал повреда скината задња ложа, 3 сантиметри, и докторот ми кажа дека од околу месец и пол ја треба да паузирам без тренинзи, без ништа. Тоа значи за мене крај на сезона и ја требала да се спремам веќе за следната сезона. Тоа беше голем удар за мене, затоа што ја после порас во Скопје ја знал дека многу тешка ситуација и за нас тоа за нас тоа е многу важна. Тука клуб направил голема поддршка за мене, голема помош, испраќал мене можам да ви кажам нереален неки доктор во Белград кој мене правил терапија, која жена ми правила терапија, и кога после 4 дена терапија ја направил ехо и веќе имал можност дека да играм, ама не тренирал 10 дена, и ја чувствувал што може да биде уште полоша, што може да биде ни месец и пол после, а не знам, 3, ако ќе биде та повреда уште полоша ако излегувам на терена, ама току верувал дека само моје присуство ќе помогне на екипа во психички план. Мене беше не е важно да дам 1 гол, 10 гола, да играм одбрана, не играм одбрана. Јас само сакал да бидам во најтешка со нив и испратил таа порака кога веќе добил, надпревар беше во недела, ја во петак вечер направив тоа ехо и ми кажат можеш, и испратив порака дека момце, а сега се ќе биде добро. Не се грижете, се ќе биде. И така и навистина се случи. Да, ма верујте мене, тоа не затоа што ја излегувал на терен, ние сме колектив, ние сме еден организм, ама ја важен дел од неј. Ти беше многу важен дел, што и со играчите го кажуваат, да. Сакам да видиме едно симпатично видео и Тимур да го погледне. Нема одмор никога е карантин, имавме карантински денови и така. Ќе замолам во режијата она видео од домашен тренинг како може да го погледнеме и Тимур малку да ми раскаже за тоа. Девис исто рече за тебе дека си family guy. Така те нарече, дека сакаш да минуваш време со твојата фамилија, со твоето семејство. Успеваш ли? Еве го видеото, можеш да го видиш, се надевам. Имаш и помош. Да. За поинтересен да биде тренингот. Вие не знаете колку тоа комплицирано поради
Поради то, что си видите. Не интересират ни мои деца, ни животни што правам. Дали треба кондиција? Ова нема, да. Дали тој тешко или не, дали ја треба да бидам концентриран или не, они правят се Секој што сака. Што Да. сакат, да. И ете го. Да, беше симпатично. Раскажи ми тоа малку за само дали успеваш во Скопје, бидејќи Скопје секако не е голем град, а ти си познат овде во Македонија, успеваш ли да си го најдеш твојот мир, да најдеш места и време каде што со своето семејство можеш да имаш приватност и да уживате, нели? Знаете, со години веќе научив како користим свое време со фамилија. Го најдев тие места каде можем да бидем. Јас потврдувам дека ја многу сакам, многу почитувам то внимание што имам. И за мене то таа енергија од која си добивам многу. Ама во тие моменти они многу интимни, да, и ја немам многу време кое можем да поминам со фамилија. И во тие интимни моменти ја сакам да бидем со нив, не само во затворен простор како соба. Ја сакам да бидам негде, веќе го најдев тие места каде можеме да прошетаме, да правим глупости, како Да бидете слободни, да, опуштени и успевам со тоа. Успеваш? Да. Добро, тоа е добро. Да. Со поранешните звезди на Вардар, кои што знаеме дека ти беа добри пријатели, со кого најмногу се уште комуницирате, се гледате, се дружите? Знам дека немате многу време, распоредот ви е набиен, меѓутоа? Многу се дружам со Игор Карачич, кој и ево денес ја кога потпишав уговор, мене честитали сите пријатели, и Мики Марсенич, Илија Бутовиќ, Игор Карачич, Сташ Скубе, Кристијан Дисингер, сите мои пријатели, затоа што тие луѓе со кои поминаш толку многу во живот, они тебе останат секогаш добра дојдени и многу големи пријатели. И сигурно тие периоди кога имаме на лета, не знам, одмор, и ако можеме, ако имаме можности, секогаш ќе поминеме заедно. Да, па ти беа гости во Русија, тоа мислам дека и го објавивте. Да, беше гости кај мене на зима, Кристијан Дисингер со Марија, со својата супруга. На лето ја беше на море со Игор Карачич, со негова супруга, со Душица и со Кристијан. Исто и секогаш, затоа се дружите. Многу се дружиме. Да, пријателства кои траат и кои што се најубави, ми тече многу брзо времето. Ќе се обидам уште колку можам да искористам во оваа прилика. Кој од сите тренери на Вардар беше човек со кој што имаше можеби најдобро разбирање и најдобра соработка, затоа што таа комуникација тренер и играч е многу важна во поглед на тоа како играчот ќе се однесува на терен? Вы знаете, многу некоректно би било од моја страна да ја некако издвојам еден тренер, затоа што ни со еден тренер ја немал проблем и обратно со сите бев многу добар. Како таа почнала авантюра во Вардар со Раули Давис како втор тренер, многу убава соработка која заврши со титула. После дојде Роберто исто, со кој освоивме. Писонера беше тренер, човек кој многу го почитувам. Веселин Вујовиќ. Со Веселин Вујовиќ беше најсомнително дали... Да, ама испадна дека сум разбирал нега многу како играч и после како играч тренера и многу работе научил од нега и до ден денеска сме препишуваме и на мрежа. Верујте мене, тој како Сунџер, знаете, ќе собираш од секој тренер, како Сунгер правилно? Сунгер. Од секој тренер по нешто си собираш и тоа од тебе прави. Верујте, не е лошо да се учиш во 38 години, можеш да напредуваш и ја како пример имам неки научени работи од нив и во своите години, така да многу почитувам сите и моја среќа дека во своја кариера го си ги имал сите нив. Последно прашање се надоврзува на ова. Дали си имал некаков план и размислувања
што следно ќе правиш откако ќе завршиш кариерата на играч? Дали мислиш дека би сакал и би можел да бидеш во иднина добар ракометен тренер? Тешка прашање то. Не би кажал да не можел, ама кажем зашто не размислувал за такви работи што ќе правим после кариера, затоа што убеден сум дека кога ти спортист или не спортист, имаш своја професија, ти мораш да посветиш се да работаш на своје име. Не пробаш да тераш негде на страна неки други опции, да паралелни, ја не знам, бизнеси или други професии, да се учиш. Фокус затоа што ти цела своја кариера работаш на своје име, кое после треба да работат на тебе. И вие како една цела, ти, ево, моја кариера трае, не знам, 20 години, да, може и повеќе, и после јас би сакал да тие 20 години што ја потрошил на своје име и презиме, после моје име и презиме помогнет мене така, како ја помогнал на нега. И ја убеден само таа посветеност, она тебе го дава шанса да после ти добиваш шанса да покажеш себе негде. Може тоа да биде тренерска работа, може тоа биде административна, може ќе биде менеджерска или може би ја не знам, дипломатска. Јас сега зборим овака, пример, да. Ама твој живот тебе го дава таа шанса дека сега ќе видиме како ти искористиш ова време. Дали навистина добро, значи останува времето да покаже дали нешто такво би се случило, иако мене ми е некоја убава слика ако замислам дека ти кога си повозрасен седиш да речеме на клупата на Вардар, но да не предвидуваме сега да оставиме да видиме како ќе се движат работите. Добро, ќе ти посакам тоа најважното за вас, добро здравје, спортска среќа и се радувам што ете ќе уживаме и понатаму во живо понад Преори, каде што ќе можете гледаме на терен во Скопје. Фала. Ви благодарам на сите вас кои што редовно не следите во нашиот стандарден термин и што го сакате пред се спортот. Секогаш ме радува кога спортските приказни, мотивацијата ги споделуваме со вас. Добро знаете, така ќе биде и во нашето следно дружење. Имајте убав остаток од овие денови кога не се гледаме директно преку малите екрани, а сабота 19:15 е моментот кога повторно со нови теми се дружиме на Телма. Довидување.